Добро вечер на сите, јас сум Деница Чадиковска, овој подкаст како и вообичаено ќе го водиме заедно со колегата Бојан Стојановски. Ќе зборуваме за политичкото владење кое децении наназад е обележано со злоупотреби на националните ресурси за лични интереси и значајни прекршувања на човековите и економските права на граѓаните. Одливот на работната сила и на можноста на администрацијата да ги испорача јавните услуги на граѓаните доведе до општ институционален колапс. Ова се едни од главните причини за сериозните предизвици со кои нашето општество се соочува денес. Дали на изборите гласаме за луѓе со идеи за длабоки реформи или гласаме за помалото зло? И што кога помалото зло станува закана за опстанокот на Македонија, која не може да си дозволи уште изгубени години? Да, значи во оваа насока последните парламентарни и претседателски избори ја покажаа длабоката криза на вредности во македонската политика и најпосле целосно во општеството. И покрај алармантната состојба во државата, големите политички платформи, меѓу кои трите најголеми партии, најодговорни за распадот на институциите, не понудија програмски визии за длабоки решенија и дебата на конкретни ургентни предизвици. Борбата со корупцијата, животниот стандард, квалитетот на јавните услуги, тука пред се мислиме на добро здравство, добро образование, правна држава, како основни постулати за да живееме добро. Во разговор во редакција денеска ќе зборуваме со искусни новинари кои долги години наназад ги следат општествено-политичките случувања. Сведоци се на многу предизборни ветувања, промашани деценијски политики, раздори, поделби, наместо на општествено консолидирање преку граѓански и одговорни партиски политики. Сведоци се на политички организирана корупција, реализирана преку партиски поединци, кои во политиката препознаваат можност за нивно лично богатење на сметка на животниот стандард на граѓаните. Дел од нашиот подкаст и гости во нашето студио, односно во канцеларијата на ИРЛ, се Мира Костик, долгогодишен собраниски новинар, и колегата Сеат Резвановиќ. Добро вечер и за двајцата. Здраво. Добро вечер. Прво ми е мило што прифативте да разговараме и да пробаме со една нормална дебата да им покажеме на граѓаните дека може и поинаку. Партиите нешто зборови кога станува збор за овој поготово предизборен фолклор кој ни се случи. Ветуваат, сладкоречиви се, често предизборните ветувања не можат во целост да се реализираат откако ќе се конституираат владите и некако остануваат ветувањата нереални. Потребни се или подлабоки реформи, или пак ветуваат колку за да ветат. Мира, би почнал со тебе, поискусна си малце од Сеат и од мене. Како ги бираат луѓето пратениците? Кој ги бира? Врз база на што? Кој е предусловот? Како никогаш да не дојдовме до тој стадиум ние да знаеме како партиската база одлучува кој ќе е на добитно, кој нема да е на добитно место. Као тотална нетранспарентност. Па не може да се очекува транспарентност во кандидирањето на кандидатите кога станува збор за партиско кандидирање, бидејќи самиот модел што го имаме изборен, пропорционален, подразбира листа која што е одредена од партијата, не од граѓаните. Гледајќи го начинот на кој се избираат и на кој се избира потенцијалните кандидати за пратеници, јасно е дека најблиските луѓе до раководството ги заземаат првите добитни места. И во партиите се прават проценки колку реално би можеле да добијат места во одредена изборна единица и тука ги ставаат најударните кандидати, да речам, во партијата најистакнатите и тие што се најблиски до лидерот, бидејќи на крајот на криштата нивните статути се така направени да лидерот има практично неограничена можност за действување во таа насока и тој си ги бира во суштина кандидатите, а остатокот од партиските тела аминуваат најчесто, но има понекогаш се случува и да има спротивставувања,
што потоа се гледаат кога ќе исклучат некого од партијата, како што беше, например, со Кумановскиот градоначелник Максим Димитриевски. Тука беше, конфликтот беше, во суштина, не беше партиски, не беше идеолошки, беше персонален. И поради тоа се случи и такво разидување меѓу нив, го исклучија кандидатот кој што можеше да биде една од носечките сили во Социјалдемократскиот сојуз, со оглед на тоа што Максим Димитриевски како пратеник, од онаја што можев да го видам и да го слушнам, беше многу конструктивен, многу издржан и со една, бога ми, добра, остра, критичка настроеност, која што не критизерска, туку критичка, затоа што нудеше и решенија кои што, односно, кога излегуваше на говорница, нудеше решенија кои што можеби не беа секогаш во рамките на партиското дејствување. Во секој случај тој најмногу почна да контрира за Бугарија кога беше договорот, тоа беше имено, да, за главен проблем. Во тој контекст сега не само Бугарија. Максим Димитриевски, јас колку што се сеќавам, сакаше да се кандидира за градоначелник на Куманово. Во партијата дел од раководството сметаа дека друг кандидат треба да биде. Тој се кандидираше самостојно, другиот кандидат го кандидираше Социјалдемократскиот сојуз и нормално изгуби. Да, но за Бугарија почна пред тоа. Така. Така. Значи може да заклучиме дека лојалноста кон председателот на партијата е можеби главниот критериум како се одбираат пратениците. И сега сакаме да видиме дали порано беше вака. Бојан имаше тука едно интересно прашање. Да, например, сме сведоци кој повеќе памти, кој и работел во тој дел, да го земеме 90-тите, да ги почнеме да ги земеме и 2000-тите. Можеме ли да заклучиме дека тоа како да имаше подостоинствени пратеници, луѓе кои можеби можеа во тие парламентарни состави да отидат испротивно на партиските политики кои ги градат како база за делување? Па да, на ова прашање многу подобро ќе одговори Мира, ќе каже, бидејќи е директен сведок на тие настани, посебно во собранијата, значи мислам дека има многу подобро паметење и искуство за тоа, се разбира дека паметам и јас. Евидентно е дека имаме пат на квалитетот на пратеничките состави, тоа е несомнено така, имаме пат заедно со падот на сите општествени вредности. Мислам дека и собранието, и собранискиот состав се движи по таа иста линија по која тонеме, не би било чудно да одат во спротивна линија. Значи, исто е падот на квалитетот. Дали биле поквалитетни? Да, сигурно биле подобри, поквалитетни, поиздржани, пообразовани, поначитани, ако сакате. Па и дискусиите во собранието беа на едно повисоко ниво. Како се движи времето, дали таа лојалност што ја велиме кон лидерот, кон партијата, станува се повеќе и повеќе пресудна на сметка на квалитет и така добиваме полоши парламенти, полоши во однос на квалитет, се разбира, на квалитет на дискусии, на квалитет на закони, на предлагање. Инаку за волја на вистината, собранијата секогаш било гласачка машина за партиите кои ги представува, дали е власта или опозиција. Сме имали исклучоци, но не биле толку драстични. Тој момент е секогаш. Но квалитетот на луѓето ми се чини, пак ќе кажа, Мира ќе каже, ми се чини дека беше на едно повисоко ниво. Имаме многу подобро. Мира, можеме ли да направиме споредба од самите говори во минатото и говорите денес? Дали имаш печаток дека говорите денес, со тоа што користат дури исти фрази во говорите, личи како се напишани од еден центар со полунапишани или напишани со некои фрази партијата што сака да ги користи? Ќе одговорам на прашањето, но прво да го дополнам сега. Неслучајно го спомнав пропорционалниот модел. Првите избори во Македонија, самостојна како држава, беа по мнозински модел. Во мнозинскиот модел гласаа луѓето за персона, за личност, не гласаа за партиски представник. Што значи дека на листите беа луѓе од средините од каде што потекнуваат и кои што беа познати во тие средини. Првиот парламент
формално правно беше понеписмен од сите наредни состави што дојдоа во собранието. Зошто? Имавме ние во првиот парламент луѓе кои што има едва и основно и средно завршено образование. Меѓутоа, првиот парламент, јас навистина секогаш има давам признание, затоа што има визија и мисија. Има визија што треба да се направи. И мисија да ја осамостојат, да ја стават Македонија, Република Македонија на здрави нозе со сите елементи на држава. Значи, устав, парична единица, институции, кои што ќе бидат македонски, односно на ново создадената држава, иако ново создадената под наводници. Извини што ќе те прекинам, те слушам внимателно, ама се ова што го зборуваш, од денешен аспект и гледано низ твои очи тогаш, зборувавме за луѓе со интегритет. Сакаме да видиме дали денес се соочуваме со безлични пратеници кои работава во собраниево ја толкуваат само како на добро платена позиција преку која ќе може некому, дали можеме тој момент да го доловиме денес? Имено. Токму тоа сакам да го кажам, дека тие луѓе имаа интегритет без оглед на партиската директива, имаа интегритет да се спротистават на одредени решенија. Но како се менуваше изборниот модел, нели беше па комбиниран во еден период, на крај да дојдеме до целосно пропорционален, тука веќе замреа индивидуалните квалитети на пратениците кои што можеа да се блеснат во одредени дискусии, да им се допаднат на јавноста или да не им се допаднат, но на крајот завршуваше така како што беше партиската директива да се гласа и несомнено парламентот се претвори во гласачка машинерија. Затоа и се бараат отворени листи. Отворени листи е едно од решенијата за тој проблем, каде што луѓето ќе можат сами да бираат за кого ќе гласаат на листата, не партијата да им ги нареди доле и после тие се нашиот тим. Значи, отворите... Добро, чудно беше и што дел од луѓето не се кандидираа во изборните единици онаму каде што живеат и делуваат и работат, него имаше и нови избори, случаи каде што луѓе префрлуваа изборни единици, можеби ради некои конкретни математики кои не им се свијала. Па тоа секогаш се гледа, кој ќе влезе, како ќе влезе, математиката е кој е попопуларен. Да. Од тие причини. Инаку имаше и во времето на до 98 Илинка Митрева и Никола Поповски беа главните контраши на Социјалдемократскиот сојуз. Тие беа во парламентот пратеници и на секоја решение, на секоја одлука наоѓа забелешки кои што доколку сметаа дека не се во рамките на правото и правната држава. Како би требало по дефолт да функционира всушност. Како би требало, токму така. Колку е лесно или тешко, сакаш да ми говориш минатото прашање? За говорите. За говорите. Да. Да, говорите се пишани. Најчесто ги пишува некој што е најписмен и најспособен да преку реториката на пратеникот да предизвика внимание во јавноста и во самиот салата. Како да сакаат јавен наратив да воспостават, тоа не е возможно. Таа партиска символична реторика е толку некој пат гнасна и безврска, што како пратеници да немаат своје јас, мислам, така се... Па се препознава во артикулацијата, се препознава во говорот, се препознава во речениците, се препознава во употребените зборови дека е од едно место пишувано. Најчесто е така. Најчесто е така и најчесто тоа се случува кога во првите години на доаѓањето на одредена власт, односно на одредена партија на власт или коалиција сеедно, бидејќи, да не се лажеме, 90% од пратениците што влегуваат не се политички писмени. Значи, политиката е наука, не е нешто што јас сум се родила со тоа и јас се знам во политика. Добро, имавме и уникатни говори, како на Митко Врапчето на времето, да, имаше и такви кои отстапуваат. Тоа беше сензација, беше, мислам, не само Врапчето, туку тлопотарци носеа, овие овците што ги носат звонците во собрание. Беше многу весело и многу напнато и многу сериозно, меѓутоа имаше еден шарм тој парламент.
Навистина и успеа и во мисијата и во визијата. Понатаму што се случуваше веќе знаеме сите. Колку е тешко или пак лесно жени да успеат во политиката? Бидејќи често политичарките се мета на родов напад и не знам, еве, колку било порано, може да направиме една споредба со порано, колку порано биле на водачки позиции, колку се денес и колку стигматизацијата по основ на род е обесхрабрувачка, со тоа што денеска веќе добивме и првата жена председателка на Македонија. Па да, Гордана Силјановска е прва жена председател на Македонија, меѓутоа историјата памти дека имало жени на многу високи позиции, председателно собрание на влада и така натаму, се разбира после војната. Но јас не сум поборник на тоа родова поделба. Пратеничките преку својот клуб на пратенички успеа да наметнат процент на застапеност на жените во политиката. Меѓутоа, мислам дека проблемот не е толку, да речам, да се договори или да се утврди, колку што е во менталитетот на нашето живење и на нашето постоење. Бидејќи јас и на нашите драги пратенички, кога ја почна таа иницијатива, мене лично ми беше смешно. Бидејќи не се чувствувам загрозено од мажите во професијата. Јас секогаш им велев, немојте да им носите на вашите синови кафе во кревет и тогаш ќе бидете рамноправни со мажите. Почнува од воспитувањето дома. Свесноста за потребата жените да бидат на одредени позиции, односно за човекот, и жената е човек, со своите квалитети и способности да биде ставен на место на кое треба да биде, а не по партиски клуч. Да, но и да го промениме начинот на кој зборуваме за жените, бидејќи фактот дека често сме мета на родов напад и политичарките и ние новинарките се користат за нас термини и фрази кои не се користат за тоа го прават само мажите. неспособните мажи, верувај ми. Мене ми е интересно во кампањата на Силјановска, на председателката, ми се чини дека тој лајт мотив за жена председател не беше доволно артикулиран. Зборам од самата кампања, од пиарот, кој што беа артикулирани Македонија горда, да ја врати Македонија, имаше доста лајт мотиви, но тоа дека жена председател не толку. Самата председателка, да, она барем во тие говори што ги слушав во првиот круг и во вториот круг, бидејќи бев во седиштето на ВМРО ДПМН вечерта и во собранието, гледаме дека акцентот го става врз тоа. Но самата кампања не беше да известуваш да известувам, да, се разбира, но видели сме тоа е по дефолт. А самата председателка ги артикулира. Гледам дека е важно. Значи, најголем дел од говорот во собранието беше посветен на жената. Дори нели Арбара Демио дои ја критикуваше веле овај како говор за 8 март, не е председателски говор. Но ми се чини дека и ние новинарите некако не ставивме доволно акцент на тоа дека добиваме прва жена председател. Дали у таа некако партиската борба, во пораките, во во јавноста некако тоа не е искрива... да кажеш повторно бевме во дефокус како и да, секојаш. имаше други работи кои или беа во можеби ние веќе не знам, можеби не е вообичаено. Можеби не е ни настан, не е вест, не знам. Па за мене не е ни вест, искрено. Да, можеби, искрено, не е ни настан, можеби... не е ни вест. Најнормално е некој што добил подршка од гласачите да биде на тоа место. А дали е жена или маж е ирелевантно. Мене ми е битно мојот председател, председателот на државата да биде државник. Не да ми пропагира феминистички или не знам какви родови нееднакви прашања од нееднаквоста или еднаквоста. Мене ми е битно тој председател да знае да ја цени квалитетот, да го цени квалитетот на личноста која што ќе ја постави на било кое место во рамките на уставните надлежности. Пред малку зборувавме кои работи беа во фокус за време на изборите. Па од таму Ирова во предизборниот период истражуваше зошто граѓаните немаат опции и зошто повторно мора да гласаме за истите партии или пак за нивните одцепени соработници. Објавивме неколку текстови и видео со кои ги анализиравме изборните програми, говорите на партиските митинзи и анализиравме колку во овие говори се зборува за најголемите проблеми на граѓаните, тоа се корупција, животен стандард и здравство. Потоа анализиравме како големите партии поставија систем со кој елиминира конкуренцијата, исклучи афернат превар и им го отежнија максимално патот на честните и добронамерни потенцијални кандидати. Па затоа предлагам во овој дел да го погледнеме видеото што го подготвивме.
па ќе продолжиме. Почитувани гледачи, добар ден. Македонија гласа на 7-мите председателски избори од независноста. Денеска официјално почна кампањата за парламентарните избори кои ќе се одржат на 8 мај. Во овој празничен период секако ни остануваме фокусирани на она што значи кампања во пресред на председателските избори, втор круг и на парламентарните избори. Избори се формален процес на групно одлучување, со кој што населението одбира групи и поединци да вршат јавна функција. Целта е да ги одбереме оние кои имаат најдобрата визија за актуелните проблеми и предизвици. Како? Преку вешто дизајнирани решенија или програми за работа и преку добро одбрани, компетентни и доверливи поединци, кои преку своите дела во заедницата докажале дека ја заслужуваат довербата за да водат. Македонското општество останува заробено во корупција. Носителите на извршната, законодавната и судската власт се на врвот на листата на најкорумпирани. Употребата на европско знание, носење закони по скратена постапка е она политичката корупција што ни се случува. Болни без лекови, пациенти без третман, клиники кои се потопуваат при помал дожд, граѓани кои плаќаат здравствено, а за лекување мора да фаќаат врски. Ова со една реченица е македонското здравство. А медицинскиот кадар масовно си заминува од Македонија. За 3 децении тројно е намален бројот на доктори. Ако во почетокот на 90-тите имало 18.000, сега има 6.000. За прв пат во историјата на македонското здравство 18 хирушки сали 2 дена беа затворени поради технички проблем. Граѓаните тонат во сиромаштија, 21,8% од населението живеат сиромашно. Речи си 3 минимални плати му требаат на едно 4 члено семејство за да го протурка месецот. Ако ова се најголемите проблеми, тогаш каква е понудата од идеи и луѓе? Прво, сакавме да знаеме со кои идеи придонеле луѓето кои сакаат да водат, кога ангажирале за овие програми, колку време посветиле и која е нивната визија за длабока реформа. Сите рекоа дека учествувале во сите идеи, но на една конкретна никој не можеше да се присети. Браво. Добар ден, вие сте? Лила. Драго ми е, да. Дали сакате вас или лидерот? Како сакате? Не мислам дека ќе успееш да го снимаш. Само побрзо. Кажете ми само дали учествувавте вие лично со некоја идеја во програмата? Како може да се сетите со која? Не, многу идеи, како да ви кажам, можеби многу идеи се. Па ја учествував во изготвувањето на целата програма. Значи работеше цел тим кој што се состои од секторски комисии. Учествувавте ли вие за нека ваша идеја во програмата? Да, како не. Ако може да се сетите со која? Да, па заедно со Фатмир Бесими, со сите секретаријати на партијата, со штабот, со председателството, сите елементи во партијата се од искуството што го црпиме веќе 20 години во институциите. Учествуваат 200 експерти од своите области и во чија што работа нормално дека и јас учествував во деловите на финализирање на програмата, а во економскиот дел и во дел на креирањето. Колку време работевте на програмата? Па ја бев најдиректно вклучен 2 месеци, а програмата се правеше од првиот момент кога тргнавме најмалку половина година. Дали може да се сетите пример на некои имења на експерти што ги ангажиравте за Да, универзитетски професори од Штулов универзитет, од Тетовски универзитет, ангажиравме од универзитетот Мајка Тереза, од Сопанските комори исто така. Може да ни кажете некои имења на експерти кои учествувале во изработка на програмата? Учествуваа луѓе, академици, професори, Стопанските комори, бизнисмени, комисиите на партијата. Например, Игор Ивановски, професорот на економскиот факултет, потоа Фатмир Битич учествуваше вице-премиерот за економски прашања и учествуваа на низа други. Милевски, спортист познат наш кошаркарски тренер во делот на спортот и така натаму, голем број. Таму беше професорката Иванка Василевска, Стефан Андоновски, кој што е сега заменик технички министер во МИОА, и Илија Димовски. Втора, сакавме да видиме како се комуницира она што се ветува и колку оние кои сакаат да бидат лидери се трудат да им објаснат на граѓаните на Македонија како ќе ги решат нивните најголеми проблеми. На овој проблем пристапивме со квантитативна анализа и тргнавме од она за што најмалку се зборува. Крупните проблеми кои сите намачат. На 21 април партијата СДСМ одржа митинг во Скопје. 11 говорници зборуваа 1 час и 37 минути.
но за криминалот, корупцијата, животниот стандард и здравството се зборуваше само 2 минути и 54 секунди. Ден потоа, ВМРО-ДПМН одржа митинг во Штип. Во рок од 1 час и 20 минути се обратија 5 говорници, а за криминалот, корупцијата, животниот стандард и здравството посветија само 5 минути и 43 секунди. На митингот кој ДУИ го одржа на 21 април во Скопје, говореа 9 говорници, од 1 час и 37 минути. За криминалот, корупцијата, животниот стандард и здравството не одвоија ниту една секунда. На Македонија дефинитивно не ја оди добро и граѓаните од поодамна се длабоко свесни за тоа. Но тогаш зошто повторно ги гласаме оние кои не изнавериле, оние кои не нудат решенија за заедничките проблеми, дотаму што дури не се ни преправаат дека тоа треба да им биде важно. И дали е ова тоа? Кристијан Мицковски аш рит ме гурабија. Кристијан Мицковски аш рит ме кекса. Unë jam rrit në kull prej guri Kristian që 3 herë djegur është prej pushtuzve. Kristian, populli im thot gur mbi gur bëhet kalaja, fjallë mas fjallë nis belaja, mos nis bela. Mos nis bela dhe moti fjallës se i je i ri dhe që ta koma buza tomëll. УЧК, УЧК, УЧК. И сакам Али да те прашам, колку кекси и гураби јадеше додека ги градеше оние палати во Зајас, каде уживаш како блискоисточен шеик. Ова не е 2001-та. Ова се 23 години потоа. Ова е 2024-та година. Ке ве поразиме, ке ве пратиме во опозиција, а потоа ке ви пресенне и гурабијата, и кексот, и млекото. Гледам вчера, Христијан прашува кај сум бил. Пред малку бе во Карпош. Сега сум во центар. Вчера бе во аеродром. Пред тоа бе во Кисела вода. Утрен сум во Македонски Брод. Ја не ја кандидирав тетка ми Жана за председател на држава, па да мора да ја шетам по цела Македонија. Ја го кандидирав Стево Пендаровски. Во Македонија граѓаните веќе 33 години имаат само 3 опции на изборите. Портокалово или црвено ако сте македонец и сино ако сте албанец. Граѓаните сакаат нови опции и сакаат нови решенија. Но во реалноста повторно гласаат за старите опции или за нивните отцепени соработници. Села го разреши Таравари откако пред 2 дена Таравари го разреши Села. Расте расколот во Алијанса која од денеска и официјално има двајца председатели кои тврдат дека се легитимни. Села се пакува да ги напушти институциите, тачи започнува сериозни преговори да го дополни нивното место. Расколот во владеачката Алијанса за албанците се рефлектира и на техничката влада. Гароами që janë shtërë të gjitha mundësitë për funksionim brenda BDI-s, prandaj dorëhiqemi nga gjithçka që është në BDI, nuk jemi më antar të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe prej sot është një fillim i ri. Независната кандидатура на Максим Димитриевски била пресудна да биде исклучен од СДСМ, а тој бил свесен дека тоа ќе се случи. Максим Димитриевски се одлучи за тоа. Тоа е негова одлука и Максим тргна против Максим. Тогаш зошто не бираме нови луѓе? И зошто нема опции? Затоа што и да сакаме, не можеме. Нашиот изборен процес исклучува фер надпревар или е поставен на начин максимално да им го отежни патот на честните и добронамерните. Замислете си дека утре создавате платформа и таа треба да биде представена во понудата, но според нашите закони тоа не е дозволено. Летото во 2018 година на лидерска средба која се одржа во клубот на пратеници присуствуваа Зоран Заев, Христијан Мицковски, Али Ахмети и Билол Касами. Тие договорија измени на изборниот законник за елиминирање на било каква конкуренција. Партиите речиси никогаш не се обединети кога станува збор за вистинските проблеми на граѓаните. Но на средбата во 2018 година, кога се договараа како ќе ги поделат народните пари за политичко рекламирање, беа сложни.
90% од парите ќе отидат кај најголемите политички партии, а само 10% ќе им остават на помалите. Законот пропишува дека партиите можат да искористат максимум 9 минути и 30 секунди за платено представување во рамки на 60 минути програма. Но и оваа распределба е на штета на малите партии или на партиите кои не се застапени во собранието. Повеќе партискиот систем по дефиниција треба да гарантира дека граѓаните на секои избори ќе имаат вистински избор. Ова е вака во теорија, но во пракса политичките партии имаат само една идеја, а тоа е да останат на власт што е можно подолго и да овозможат мала група на луѓе да се збогатат што е можно повеќе. Добро, слушнавме. Корупција, животен стандард, здравство, најверојатно и нас како граѓани не засегаат истите проблеми. Мене ми е искрено и жално што на ваква анализа на партиски настапи од 4 часа за клучните граѓански проблеми се зборувало само 4 до 5 минути. Тоест вклупно 6, а дуи немале ни секунда. Сега кога ќе го погледнеме видео и кога ќе пробаме да изрезонираме здраворазумно, на што личи ова? Каков е овој јавен настап и каква е оваа комуникација со граѓаните? Па партиите ги праќаат пораките што сакаат да ги пратат. Наративот што си го зацртале за време на кампања, што сакаат да го обликуваат, они си зацртале некаква слика во главата, дека некаква приказна, ајде да кажеме поедноставно, дека треба да ја продадат таа приказна и они само тие пораки ги праќаат. Тоа што еве ние мислиме дека е важно, вие сте ги набројале да речеме 5 области кои се суштински всушност за секојдневниот живот. На тоа се сведува, не се сведува на висока политика, се сведува на здравје, на животна средина, на животна околина, чист воздух. Всушност тоа е суштината, тоа е причината за да опстојуваме, да живееме, за тоа се бориме. Они не процениле дека тоа нешто ќе предизвика некакво внимание во јавност, едноставно ги изоставиле многу просто. Значи, така функционираат партиите, а не знам, не треба да се чудиме. А се обраќаат само на своето членство? Да, се обраќаат само на своето членство, отприлика знаат што сакаат да слушнат и што треба да пратат како порака за да предизвика најголем ефект. Добро, ова Мира би значило дека сите други, да речеме, неопределени граѓани во држава кои исто така голем број се заложници на партиските бази? Па заложници, не би рекла дека се заложници, бидејќи неопределеноста не значи дека тој граѓанин не треба да гласа, што најчесто и се случува, или да прифати програма што му е најблиска до неговите сваќања и потреби. Ама на ваков фолклор кој би гласал? Но, ова не ме чуди што најмалку се биле застапени овие проблеми и овие прашања, затоа што во изминативе 30 години, кои што јас сметам дека се малку за да се постигне некаков степен на демократија, демократиите во светот се граделе малку повеќе, никој се менјавале две партии во суштина. СДС и ВМРО ДПМН. Тие се двете големи партии, а бидејќи нашиот народ се приклонува кон големите, некако му е ризично да гласа за помалите, смета дека му е фрлен гласот. Тие две партии нема да признаат дека во нивното време се случувало криминал, неисполнети ветувања или промашени проекти. Така ќе се доведат во ситуација сами себе да се критикуваат. Еве да речеме, граѓаните не заслужиле ваков фолклор. Па граѓаните дефинитивно не заслужиле. Тоа што Дуи немало ни секунда за главната порака од светот, Америка, Европската унија, што сака да не бутнат во тоа семејство, што сака да влеземе во тоа семејство, тоа е корупцијата. Не може Дуи 20 години да биде на власт, да нема ни еден скандал коруптивен кој што е процесуиран.
Ма од таа добре, партија. во митинзите и СДСМ и ВМРО не се прекршиле многу. Не се прекршиле, но не ме чуди, велам. Не ме чуди што Дуи немало ни секунда за тоа. А овие што посветиле помалку, ви велам, треба да признаат дека тие правеле она што не треба да го прават, иако ветиле дека нема да го прават. А тоа е дека ќе обезбедат здравство, дека нема да има корупција, дека ќе намалат администрацијата која што е огромен апарат, кој што црпи многу пари, а при секое доаѓање на партиите на власт, главно таму се ухлебуваат партиските војници. Да, потреби институции кои не функционираат. Ја мислам дека, значи, цело време зборуваме за апатијата на гласачите, дека имаме константно помала излезност на изборите, на овие мислам 53% нешто отприлика има излезност некоја. Пристојно. Да, но сме имали и поголема. Значи пола останале дома и не гласале, дали се раселени, дали не се тука. Дали и не има 1.800.000 прашање реално, одржаван избирачки список сега зборувам, без разлика. Мислам дека таа апатија, ајде да не речеме само апатија, таа некоја рамнодушност кај граѓаните е многу поголема него колку што мислиме или колку што најчесто ја представуваме на оние кои не гласаат или остануваат дома. Мислам дека таа апатија е проширена кај сите гласачи или симпатизери или членови на партии. Или, ајде да се изразам и поинаку, мислам дека и членовите на партиите не веруваат во тоа што им го кажуваат нивните раководства. Еве, не верувам дека членството на ВМРО-ДПМН верува целосно дека ВМРО-ДПМН ќе го направи тоа што го ветува во изборната кампања. Да ги прашаш, мислам дека 90% од луѓето ќе ти кажат дека не веруваат дека тоа ќе се случи. Да, сигурно веруваат дека ќе има промена некаква. Промена на наратив, промена на начин на владење, дали тоа не им оди во прилог или не е прашање, во ред, веројатно да, за тоа и гласале, но ако ги прашаш дали ВМРО-ДПМН ќе го направи ова и ова што го зборува дека Македонија ќе стане Швајцарија, ќе ти кажат ма не, какви. Знаеме дека тоа нема да се случи, дека после кога доаѓаат на власт се менуваат наративите. Значи, тоа е таа апатија, таа рамнодушност која има кај сите гласачи. Освен, ја мислам дека ако ги прашаш гласачите во која партија веруваат најмногу дека навистина искрено ќе го направи тоа што го мисли, мислам дека ќе кажат левица. Мислам дека ќе кажат дека тие ако дојдат навистина ќе го направат тоа. Но без разлика што веруваат таму, па огромен дел од гласачите не сакаат тоа да се случи. Тие веруваат во нивните намери, но не ги сакаат, не им се блиски, не сакаат тоа да се случи. Но како да создадат партиите клиентелистички општества, као секој да има макар и некакво минимално очекување од лична корист, и тоа е лошо како општество што ни се случува, тоа можеби е заради сите овие 30 години. Зашо така е? Транзиција, лош период, лошо владење, корупција, криминал и луѓе кои не водеа до сега. Кога го правевме сценариото, сакавме да ве прашаме и од аспект на изборните програми. Се обемни документи, големи, долги, на многу страници. Може би има дел од гласачите кои ги читаат, може има дел кои ги прелистуваат, може би никој никогаш ништо не прочитал. Мислам дека тоа се во право. Да, не интересираше главно. Рече се никој не ги чита. Никој не. Да. Како ги изработуваат, кој ги изработува? Исто така, ако споредиме со менатото порано, сме имале некои програми со поспецифични ветувања, кои ако не се оствариле, ако се сетите на циле, да речеме. Барем можеме да ни треба бар конкретна програма да имаме и конкретни ветувања, така за да знаеме како ќе го мериме на успехот на партиите, како би ги прашале дали оствариле нешто од тоа што го ветиле. Па ако се земе, извини сеат. Не, да. Ако се земе програмата на СДС 2016, излегува дека тие голем дел од програмата исполниле. Затоа што ветија минимална плата, ветија просечна плата 500 евра, така беше? Да. Ветија дека ќе укинат таксата за радиодифузната такса. Да не ги набројувам уште ветувањата, голем дел од ветувањата исполнија. Што е право, право е. Јас како да се сеќам само на радиодифузна такса. Па не, и платата дојде просечната плата дојде до 500 евра. Дојде
Ама ако видиме дека тие сега с големија платата за 70 тука е проблемот. Тука е проблемот и не е само една или друга, да ви кажам, во собранието, кога стануваше збор за политика, гола политика, тука се кршеа копија. Меѓутоа, кога стануваше збор за заеднички примања, за плати, за нивните плати, за придонесите што тие треба да ги добијат со учество во одредени комисии, беа единствени. Таква хармонија не сте виделе нигде. Значи, па видовме никој ниту од СДС, ниту од ВМРО, ниту од значи, ДУИ, никој не го покрена прашањето околу платите. Никој не се... Како ги заборавивме дека тука се градоначалниците, голем дел од градоначалниците значи, кои се на позиција се градоначалници, директори на јавни предпријатија, управни одбори, овие не ги наброја фино има И истото го видовме и сега во видеото, тоа што го споменавме, за платеното политичко рекламирање. И таму беа утра сложни по тоа прашање. И сега да ве прашам за кога сме на тема за политичкото рекламирање во медиумите. Станува збор за огромни суми до денес од 2018, односно 2019 изборите се потрошени над 22 милиони евра, кои ги плаќаме ние граѓаните. Дали има потреба да се трошат толкави суми на пари, ако знаеме дека според одредени параметри изборните кампањи мала разлика може да направат во гласачкото тело, 2 до 3%, нема да ја превртат цела политичка слика, да речеме. Дали има поента да се трошат толку пари? Тие трошоци не кореспондираат ни со реалните потреби на граѓаните, ни со можностите на буџетот. Што мислите за ова? Па види сега, дали има потреба? Тоа е релативно прашање, дали Бари има или нема, но зборува. проблем е, сега зборуваме за политичко рекламирање на партиите. Да. На Овие пари што се ги обезбеди од буџетот. Тие што ги добиваат од буџетот. Да, и сложно што се договори дека нема веќе сами да ги покриваат, туку дека треба граѓаните да плаќаат за тоа. Да. Добро, види, многу е по мене тие што ги добиваат од буџетот, тоа они така се го спенија законот како што им одговара и да се добиваат пари после. Јас многу поголем акцент би ставил на начинот на финансирање на партиите. Од каде им се нив останатите финансии, останатите донации, останатите пари. Овие еве знаеме од буџетот се. И ги добиваат, се донесува закон, сами се го изгласаа. Нормално дека не е добар, дека треба да го смениме, но постои. А после од кога ќе им легнат парите, мислам дека веќе не е битно на што ги трошат, бидејќи ќе им ги даеме и готово. Ама сега премногу е 22 милиони евра за ваква оскудна и глупа реторика. Мислам, тоа се сериозни пари кои се трошат, а најверојатно имаме многу поголема потреба во многу други области. Се согласувам, но тоа за тоа викам, они тоа се го изгласаа, така, тоа мора да се смени, нема друг начин. Значи може да бидат сложни. Не, тоа е дел од изборниот законник и тие кога ги подготвува измените на изборниот законник во поглед на финансирањето, токму тука големите партии решија, затоа што на нив им оди во прилог бидејќи тие добиваат најмногу. И постојаното бомбардирање на јавноста со спотовите што ги има како платено политичко рекламирање, сметаа дека тоа ќе им донесе поени, а во суштина не знам дали беше контрапродуктивно. Јас бев изненаден, Мира, и помалите партии колку земаат. Не земаат воопшто занемарливи средства. За да земат големите толку колку што ќе земат, мора и помалите да земат нешто, се разбира. Но се работи за партии кои освоиле некои минорни гласови кои добиваат за значителна сума од буџетот. Па да, сега во основа на тоа. Значи, тоа парите допрва ќе им легнат на нив на сметка, откако ќе се видат изборните резултати и освоениот број на гласови, по таа основа ќе ги добијат, но мене друго ме фрапира. Кој ќе ги видам тие списоци од донации на луѓе, поединци, викам, боже, ние имаме стварно многу пари, луѓе се многу богати. Што може да донираат 10.000 евра, 5.000 евра? Или станува збор за сива зона, тие викаат дека се борат против сива економија, така да тоа убаво рече сега, финансирањето на партиите секогаш било проблем и ќе биде најверојатно проблем со вакви политичари и вакви политики. Најверојатно. Да ја повторно ќе ве прашам, дали е во ред ние како граѓани да им плаќаме на партиите да не бомбардираат со партиска пропаганда со сега што го гледав? Еве ќе ви кажам, не е во ред. Што можеме да смениме ние?
Можеме ли нешто да Мора да смениме? мора да се смени законот. Тоа зборувам, мора да се смени законот. Законот се менува во собрание. А законот треба да го сменат они. Па Да, добро, и повторно се најверојатно враќаме на партије го муабетот ги од- слушаат граѓаните. А ние гледаме дека они кога се работи за работи кои они се сложни меѓу себе, дека немаат проблем, немаат ни политички проблем, ни идеолошки проблем, ни етнички проблем, никаков проблем немаат, многу брзо се договараат. Има работи кои поминуваат така во собранието веднаш, ќе се договорат, ќе изгласаат, никому ништо, се договараат да не се дига голема врева околу тоа. Па дури, еве, ја ќе спомнам и измените на кривичниот законник, кои толку многу голема штета нанесоа на СДСМ, мислам оправдано, нормално, дека ВМРО ДПМН и за тие изјави не даваше изјави, туку даваше изјави кои ќе ги прашавме, реакции. Ќе ги прашавме став, па они кажат да, они ќе си ги изгласат за да се амнестираат. Нивното абстинирање не значи дека Но тие ВМРО го- ДПМН никогаш не беше гласно во критики кон измените на кривичниот законник, да им биде како мејнстрим, да излезат секој ден од говорница, видите што направија, се молча околу тоа едноставно. Ако ги прашаат, ќе кажат. Нели? Со Па добро, самото има нивно обвинети присуство. функционери. Со самото нивно присуство во салата тие ајде, не, во суштина ајде. му дадоа легитимитет на не ќе на да налегувам гласањето. во тоа сега дали обезбеделе кворум или не, но зборувам дека Боже мој. Ама мислам дека и двете партии имаат корист од тоа. личеше дека се Имено, да, мислам, Така да. за Ова е само многу, последно, за многу такви- други закони кои што Значи, биле не можеме и да тоа речеме- како важни за граѓаните, опозицијата сега беше ВМРО, претходно беше СДС. Опозицијата знаела да ја напушти салата. Штом не си во сала, нема кворум. Значи можат Не да се може. обединат околу некои прашања и да си соработуваат. Се разбира. Околу она што Па има е нив измена важно, на се изборниот обединуваат. законник една изборна единица. Нели декларативно сите се заложуваа за тоа и доли е предложено во собрание од СДСМ мислам да го предложи. Да. Ништо тоа заглави по некакви комисии, по нешто. Меѓутоа не Ако може не се да зборува не е важно. Да. Не може да се договорат околу прагот. Малите партии бараат да нема изборен праг, а тоа на големите не им одговара бидејќи малите партии ќе им земат дел од нивните мандати. Да, ама пак помина уште едни избори, никому ништо. Да, така, и отворените листи И да. А Деница, извини. Нешто те прикинав, мисле че не. Не, може би имавме Во ред, мислам дека се сложивме сите Да. дека начинот на финансирање Дека на тоа е. партиите е таков како што тие ќе одлучат и воглавно секогаш зависи од големите партии, што станува ултра жалосно. Тука сакам и да го привршиме муабетот. На крај имам само една, мислам, мене ме интересира покрај сите овие случувања што ни се случија, избор на нова председателка, без да го анализираме незиниот говор или каква терминологија употребила кога ја давала свечената заклетва, стигна критики од меѓународниот фактор. Како ги толкувате тоновите? Кусо би ве замолил за на крај да го завршиме. Како ги толкувате тоновите од меѓународната заедница поврзани со Преспанскиот договор, а најверојатно ќе се наближи прашањето со Бугарија, но ајде да останеме на ова што знаеме до Вака сега. додиме по градација. Очекувано најостра беше Грција, најдиректна и најостра, значи има неколку реакции, на крај и Мицотакис, има вчера и некој брифинг од нивната влада, кај што веќе спомнуваат и вето, дека не е на маса, но како тука е лебди, ако треба, ќе се употреби. Потоа следуваше по острина на реакцијата Европската Унија, значи кажа дека се жалат, дека се разочарани, дека е несрекна изјавата, Петар Станов употреби термин, и ми се чини најмеки беа американците. Најнеутрална беше американската изјава и таа од американската амбасада и денешната Стейт департмент, каде што едноставно велат, да, остануваме преврзани на договорите, ќе наблюдуваме и приоритет ќе биде следната влада во почитување на меѓународните договори. Така да таа градација оди така да речеме. Грција, Европска Унија, Америка беше најмека, што не дава некоја слика дека може би и очекувале и они дека вакво нешто ќе се случи и дека ова е тој некој транзитен период каде што ќе имаат известна толеранција, предпоставувам.
дека ќе Да, дозвола и Бугарија ја заборавивме да ја. Да, и Бугарија имаше да. многу остри реакции, но да ви кажам, не можам тие бугарските веќе ни да ги гледам, ни Радев, кога ќе прочитам што кажал Радев или што кажал, мислам, и мене ми иритираат, мислам, што ве... Сега за Преспанскиот договор бугарите реагираат. Мислам, што има вие... Нема граѓани на Македонија кого не го иритираат тие изјави, дефинитивно. Мислам дека меѓународната заедница мораше да реагира така како што реагираше, бидејќи председателката, која што се законна дека ќе го почитува уставот и законите, го избегна уставното име на државата. Боже мој, изборот е личен. Но мислам дека меѓународната заедница, како што реков, мораше да реагира така како што реагираше и беше очекувана да реагира, но дека дава, што вели сега, грейс период, да види как во која насока ќе се развива натаму политиката што ќе ја спроведува новата председателка Гордана Силјановска. И едната се влада. разбира и едната влада заедно, јасно порача исто дека меѓународните договори постигнати со меѓународно посредство и во интерес на напредокот на државата не може да се менуваат така како што некој си замислува или како што може би ветувал дека ќе биде. Како и договорот за добрососедство со Бугарија и условот кој што стана европски услов за започнување на преговорите за влез во Европската унија. Ви благодарам и во името на Ирала и во името на сите нас за овој подкаст, за овој муабет, да се надеваме дека партиите ќе сакаат одговорни граѓани и граѓани кои добро ќе расудуваат, а ние како граѓанство да имаме право да одлучиме или да одлучат граѓаните она што е најдобро за нив. Ви благодарам уште еднаш. И да се надеваме ќе носат одлуки за доброто на граѓаните. Да, и ќе носат одлуки во име на граѓаните. Ви благодарам. Благодараме на вас. Да, благодарам и јас исто.